На овој датум во 1529 година турскиот султан Сулейман II се откажал од опсадата на Виена. На денешен ден во 1542 година роден е царот Абу Улфат Джелалудин Акбар, еден од најголемите владетели на Индија, кој ги покорил побунетите држави Гуџарат и Кашмир, а го освоил и Авганистан. Бил голем реформатор и го укинал робството. На овој датум во 1582 година во Шпанија, Португалија и во папските држави во Италија почнала примената на календарот на папата Григор XIII. Папата го реформирал јулијанскиот календар заснуван на сончевата година, така што после четврток, 4 октомври 1582 година, наредниот ден бил петок, 15 октомври. На денешен ден во 1608 година роден е италијанскиот физичар и математичар Евангелиста Торичели, пронаоѓач на живиниот барометар, така наречената Торичелиева цевка. Тој му станал секретар на големиот Галилео Галилеј, а по неговата смрт ја наследил неговата катедра. На овој датум во 1814 година роден е рускиот писател Михаил Јуриевич Лерментов, чии песни, напишани уште како дете, станале антологиски. Негови дела се романот Јунак на нашето време, драмата Маскарада, поемата Демон, песните Облаци, Мисла, Пророк, Татковина, Бородино. На денешен ден во 1815 година, 4 месеци по поразот на неговата армија во битката кај Ватерло, францускиот цар Наполеон I стасал во прогонство на островот Света Елена во Атлантскиот океан, каде што во 1821 година умрел. На денешен ден во 1844 година роден е германскиот филозоф од полско потекло Фридрих Вилхелм Ниче. Неговите дела се Волја за моќ, Од онаа страна на доброто и злото, Генеалогија на моралот, Радосна наука. На денешен ден во 1854 година во Даблин е роден Оскар Вајлд, англиски писател од ирско потекло. Негови најпознати дела се Ладалото на леди Виндермаер, Важно е да се викаш Ернест, Идеален маж и други. На овој датум во 1928 година германскиот граф Цепелин го извел првиот комерцијален лет преку Атлантикот. На денешен ден во 1946 година германскиот воен злосторник Херман Геринг извршил самоубиство во затворска келија, еден ден пред да биде погубен врз основа на пресудата од Нирнбергшкиот суд за воени злосторства. На денешен ден во 1950 година во Скопје е роден Благоја Георгиевски Буштур, македонски кошаркар и учесник на летните олимписки игри во 1976 година. На овој датум во 1984 година во Торонто, Канада, излегол првиот број на весникот на македонците во Канада, Македонија. На овој датум во 1993 година јужноафриканскиот претседател Фредерик Вилем де Клерк и Нелсон Мандела ја добиле Нобеловата награда за мир. На овој датум во 1995 година, по 20 месеци грчко ембарго, отворена била македонско-грчката граница. На овој датум во 2000 година во Струмица починал Доне Чапарев, македонски писател. На денешен ден во 2003 година Кина успешно го лансирала првиот вселенски брод со екипаж Шенџоу 5 со астронаутот Јанг Левии.